Бугарскиот председател призна внесувањето на бугарите во уставот ќе биде само првиот чекор на патот на Македонија кон Европската унија. Дури потоа следува спроведување на се што е предвидено во преговарачката рамка во која влегуваат договорот за добрососедство и дополнителните протоколи. Оваа позиција Румен Радев ја кажа посредбата со македонската колешка Гордана Силјановска-Давкова во Баку, Азербеџан. Всичко ще стане јасно в недалечно бъдеще. Ако държавното ръководство на Република Северна Македония наистина има желание да се присъедини към Европейския съюз, те трябва да изпълнят преговорната рамка и договор за добросъседство. Това е пределно ясно. Новата македонска власт со месеци предупредува токму на ова, дека отварањето на уставот само ќе им даде ветер во грб на бугарските уцени и закани. Македонската председателка пак упати смирувачки и пријателски пораки по разговорот со бугарскиот колега. Силјановска-Давкова вели дека мора да се надминат отворените прашања и да се продлабочи меѓусебната соработка. Порача дека односите треба да се развиваат врз основа на заемно почитување. Добар почеток имавме и дека треба да продолжиме така и ве повторувам и денеска. Во Бугарија чинам се е менливо освен вие. Вие сте најстабилниот елемент во државата и мислам дека сте вистински извор за разговор. Тоа не го кажувам само јас, тоа го чув и од други наши колеги. Силјановска-Давкова го поканила Радев да ја посети Македонија, истакнувајќи дека вратите во Скопје се отворени и дека се надева на идни разговори кои ќе придонесат за јакнење на односите меѓу двата народа. Двајцата председатели се во Азербеџан на конференција за климатските промени, заедно со дузина други светски лидери. Таму Давкова денеска се сретна и со чешкиот премиер Петар Фијала, при што посочила на потребата Европската унија да биде јасна и непоколеблива во својата стратегија за проширување кон Западен Балкан, не оставајќи простор за нејасноти. Вчера пак се сретна со унгарскиот премиер Виктор Орбан, при што доби силна поддршка за македонските евроинтеграции.